Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Кинескиот или молдавскиот мед не смее да се продава под називот македонски мед, реагираат пчеларите од Кочанско. Тој е увезен и е со сомнителен квалитет, а за тоа кажува и цената по која се продава и е доста поевтина од македонскиот. Пчеларите со апел до инспекциите да проверат каков мед се продава по маркетите, а граѓаните да внимаваат каков мед купуваат. Сведоци сме дека по маркетите се продава мед со многу ниска цена отколку што го продаваат пчеларите од Источна Македонија. Истиот е со сомнителен квалитет, па пчеларите со апел да не се продава сомнителниот мед под називот македонски мед, туку на етикетата да стои од каде е увезен. Македонскиот мед е бренд и е доста квалитетен и не може со него да се манипулира, велат пчеларите. Тој мед е сомнителен. Сомнителен во кој смисол? Или нешто има што не е мед, или е увезен мед, што пак ние како пчелари инсистираме, ако веќе увезуваат мед, да напише дека е увезен медот. Дека е кинески, дека е молдавски, а да не го продаваат како македонски мед. Бидејќи македонскиот мед има добиено втора медала во Франција за најквалитетен мед. Не можете вие да продавате кинески мед под името македонски. И така апелирам до службите, да не знам тоа дали законско решение треба да се донесе некое, значи македонскиот мед како бренд не може да го стават на странски медови. Затоа што сведоци сме, ние знаеме дека тие исти фирми од нас го откупуваат 250 медот, а го продаваат во маркети пак 250. Значи не е логички. Не е логички. Тие буду даваат некој мед што не е македонски. Не велам дека е фалсификат. Мед е, меѓутоа не е македонски. Брендот македонски мед ипак нешто значи. Од причина што неквалитетниот мед не може да се познае, апелот до граѓаните е да си купуваат мед од пчелари што ги познаваат. Мене ме прашуваат, вика, како ќе познаеш? Не можеш да познаеш мед дали е фалсификат, тоа јас ви гарантирам дека не можеш. Затоа е најдобро да си купувате од пчелар на кого му верувате. Тоа е. Нема друг начин да бидете сигурни дека имате добар мед. Пчелар на кого му верувате, купувајте си од него. Пчеларското здружение Матица од Кочани заедно со претседателот на Сојузот на пчелари на Македонија оствариле средба со министерот за земјоделство, на која што го покренале прашањето околу пласирањето на неквалитетен мед по маркетите под името македонски. И било одлучено, додава Колев, инспекцијските органи да интервенираат на терен, да се врши позасилена контрола по маркетите и да се види каков мед се нуди на граѓаните. Волонтерите од Здруженијето Павел Шатев од Кочани организираа нова акција со благородна порака. 15 гости од Турција и Франција ја расчистуваа околината на браната градче на поранешната плажа спроти стариот мотел. 15 волонтери од европските земји се носители на еколошка акција за расчистување на околината на браната градче. Организирани преку Кочанското здружение Павел Шатев, тие ја прифатиле иницијативата на нивните колеги и ја реализираа на дело. Волонтерите кои преку студентската размена од програмата Erasmus Plus и од Европскиот волонтерски сервис веќе неколку месеци престојуваат во Кочани, слободното време во викендите го користеле за пешачење до градче. Таму забележале дека локациите кај водопадот и на поранешната плажа спроти стариот мотел се полни со отпадоци и неуредни. Пробаме да исчистиме колку што можеме повеќе од брегот на езерото. За жал, граѓаните кои го загадуваат местото, тоа е можеби некоја нивна лична психологија, бидејќи можеби и тие не сакаат да загадуваат и отпадот го фрлаат се подлабоко во грамушките. И тоа представува исто така голем проблем и за нас, кои би сакале да го исчистиме тој отпад, не можеме баш да допреме и да исчистиме се. Мој апел, наш апел како волонтери во интернационална група на волонтери во Кочани е дури и кога загадувате, пробајте тоа да биде колку што може поодговорно, бидејќи можеби некој ќе помине позади вас и ќе има време тај ваш отпад да го собере. Странските волонтери, кои во моментот главно се од Турција и Франција и веќе неколку недели живеат во Кочани, упатија апел до граѓаните да ја чуваат природната околина од која тие се воодушевени. My name is Ibrahim and I came here to Turkey. I'm from Turkey and we want to be volunteer in Koçani
Generally, the other volunteers and I like Koçani because small and very nice town. The local people very helpful and want to help us. We want to make something and put our signature to Koçani Center. We think about to prepare and make theater games, flash mobs, and other different attractions things. And we are now in the lake and we collect the trash and help the Macedonian and Koçani local people. It's our point. My name is Fatih and we are now doing our European volunteering service here, and we collected garbage from the dam lake, and also we sew some bags for local people to reduce to plastic bags. We are sewing some fabric bags for them to not to use plastic bags in the supermarkets. За само половина час од почетокот на акцијата за расчистување, волонтерите собраа десетина вреки полни со отпад, а до крајот на денот очекуваат тој број да стигне до 50. Веќе била договорена и соработка со комуналното предпријатие Водовод, чие возило треба да го подигне отпадот и да го однесе на градската депонија. Во општина Зрновци во полн ек е изградбата на регионалниот етнопарк како една од интересните занимливи понуди за туристите и посетителите. Центарот за развој на Источниот Вански регион заедно со општина Зрновци го реализираат овој туристички комплекс кој што ќе ги поврзува општините под Плачковица. Со изградбата на етнопаркот во Зрновци ќе се заштити културното и етнолошкото богатство по течението на Зрновска река. За реализација на проектот ќе бидат искористени 2,6 милиони денари, средства кои што Источниот Плански регион ги обезбеди од програмата на Бирото за регионален развој. Општина Зрновци во овој проект учествува со сопствени средства во износ од 10% од вредноста на проектот. Јас очекувам дека навистина за некој месец целосно ќе биде завршена изградбата. Тука очекуваме да добиеме еден јавен простор кој што ќе го користат граѓаните на општина Зрновци, меѓутоа исто така очекувам дека ќе биде посетен и од страна на домашни и странски туристи со оглед на тоа што се работи за регионален етнопарк во кој што ќе бидат поставени експонати сведоци на минатото во внатрешен простор, меѓутоа исто така и на отворен. Етнопаркот, додава Станков, ќе го отсликува минатото на Зрновскиот крај и населените места под планината Плачковица и ќе содржи повеќе елементи, подзаборавени содржини и исчезнати предмети. Ќе се гради етно куќа со придружни елементи, како што се фурна за печење леп, казан за печење ракија, бунар, чеза и конска кола, автентични за овој крај. Ќе се гради и мал амфитеатар кој ќе служи за настап на културно-уметнички групи и ансамбли и одржување на предавања по отделни области. Локацијата на регионалниот етнопарк се наоѓа на влезот во населбата до детската градинка и спортските терени. Општина Чешиново Облешево неделава ќе спроведе акција за авионско третирање против комарците. Од локалната самоуправа најавуваат дека тоа ќе се случи в петок рано наутро. Општина Чешиново Облешево се вклучува во акцијата за уништување на комарците. В петок рано наутро ќе се изврши авионско прскање со хемиски препарат ларвацид, што треба да спречи размножување на нови инсекти. Третирањето против комарците ќе се реализира во периодот меѓу 5 и 8 часот на површина од над 900 хектари, правенствено ниви засејани со ориз. Определени се и границите на подрачјето што ќе се третира, односно тоа ќе започне од кај вливот на Злетовска река во Брегалница и ќе продолжи во правец на селото Теранци. Потоа ќе се прскаат и површините помеѓу магистралниот пат А3 и реката Брегалница кон Облешево, а на крај ќе се третираат нивите во атарот на селата Соколарци и Спанчево во правец на надвозникот кај Тракање. Со третирањето ќе бидат опфатени и населените места Жиганци, Соколарци, Спанчево, Уларци, Чешиново, Облешево, Бурилчево, Кучичино, Чифлики и Теранци. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево ги известува пчеларите дека во периодот на третирањето и 3 до 4 часа потоа потребно е да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства.
Во случај на врнежи и неповолни временски услови, праскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Со света божествена литургија и со голем црковен собир и годинава беше одбележан празникот посветен на Светиот Пантелејмон во истоимениот манастир во селото Пантелеј. На божествената литургија служеа свештеници од Кочанското архиерејско наместништво, а присуствуваа верници од повеќе краеви на државата. Со голем народен собир верниците од Кочанско го одбележаа Свети Пантелејмон, верскиот празник и храмот на манастирската црква е посветена на овој светец. По утрената богослужба на која чиноначалствуваа свештеници од Кочанското архиерејско наместништво, беше осветен и славскиот колач, а беше избран и кумот на манастирската слава за наредната година. И годинава на манастирската слава се собра доста народ од повеќе краеви на Македонија, со што верниците уште еднаш ја потврдија својата приврзаност кон Бога и Македонската православна црква. Од манастирот известуваат дека се уште тече апелот за сите заинтересирани верници кои што сакаат да помогнат во фреско живописувањето на манастирот, дека можат финансиски да го помогнат ово духовно светилиште и со тоа да направат богоугодно дело. Ке може да се обратат во манастирот или да уплатат на жиро сметка во Стопанска банка филијала Штип со назнак за фреско живопис на манастирот Свети Великомаченик Пантелејмон, село Пантелеј, на име на православна Бергалничка епархија. Инаку во манастирскиот комплекс во село Пантелеј се наоѓаат две цркви, од кои едната е посветена на Свети Пантелејмон, а другата на Пресвета Богородица, градени во средината на 19 век и фреско живописани од страната на тајфата на Димитрија Андонов Прадишки. Манастирскиот комплекс во село Пантелеј располага и со движен материјал од постар датум, а во манастирската библиотека се наоѓаат ретки примероци на црковни книги стари и до 2 века. Болеста прогресира, брзо се шири и ги зафаќа и рацете. Методи Митев од Кочани понатаму мака мачи да ги собере потребните пари за операцијата во Кина, која што треба да му овозможи повторно да застане на нозе. На 18 август за него повторно ќе се организира хуманитарна забава. Методи Митев од Кочани повторно со хуманитарни акции и забави со цел собирање средства за операцијата во Кина, која што треба да му овозможи да застане на нозе. На 18 август за негова помош ќе биде организирана хуманитарна забава во дискотеката Аква со почеток во 23 часот, на која ќе настапат познати пејачи и групи. Сакам повторно да дадам еден апел за помош, дека на 18.8.2017 година дискотека Аква ќе се одржи голема хуманитарна забава со пејачите Бени Шекири, Филип Божиновски и DJ Мастер Г, хип-хоп групата, така да дадам еден апел да сите хумани луѓе кои сакаат да присуствуваат во дискотеката Аква во 23 часот, да ја посетат дискотеката и да ми ја дадат целосната поддршка. Влезниците ќе биде 100 денара. До сега имам соберено 21.500, значи ми фалат уште 7-8 евра за операцијата и после ми идеме со другите дополнителни трошкови. Митев и понатаму го истакнува прогресирањето на болеста и затоа уште посилно ги моли граѓаните за помош. Почнува многу големи знаци да дава превише на раците. Некна и има проблем да у недела време ги викавме 2 пати брзата помош дома, што со онесвестување, здравен јазик, вилица, рација, РВЦ. Ги молам сите хумани граѓани, доколку можат, да ми помогнат, пошто веќе долго време се мачам со собирањето на средствата и многу тешко иде. Затоа, ако сакат, нека помогнат да можем што поскоро и да заминем на операција. Мите веќе трета година ги собира потребните 28.000 евра за операцијата. Му недостасуваат уште 7.000 евра. Вели дека откако ќе ги собере парите за операцијата, ќе му требаат и дополнителни средства за патувањето и престојот во Кина, но ќе се бори до крај за да стигне до посакуваната цел, повторно да застане на нозе.
Клубот за планинарски спортови Москито од Кучани се подготвува за реализирање подвиг во кој четворица негови членови ќе се искачат на трите највисоки врвови на Алпите. Турата е планирана за идната недела, а планинарите бараат финансиска подршка од кочанските фирми. Членовите на клубот за планинарски спортови Москито од Кочани се вклучуваат во акцијата за искачување на највисоките врвови на Алпите. Во план е да се освојат Монблан, Гран Параизо и Триглов, а експедицијата ќе стартува на 15 август. Во екипата што ќе ги освојува највисоките врвови во Западна Европа се Крумислав Цеков, Борис Поп-Ѓоргиев, Лоранс Марков и Бојан Мичев. Тие планираат долгата тура да ја започнат од Шамони преко Аоста Понт до Алјажев дом. Спортско-техничката организација и подготовката на нашата експедиција трае повеќе од една година, при што таа помина низ напорна работа и обука. Со успешното завршување на овој спортски настан се очекува широк медиумски одговор, како во печатените, така и на останатите електронски медиуми, како и на интернет и социјалните мрежи. Експедицијата е финансирана од сопствени средства на учесниците, но со оглед што дел од програмата се уште е финансиски необезбедена поради големите трошоци за опрема, превоз и сместување, планинарите бараат помоши од кочанските фирми во рамките на нивните можности. Како надоместок за поддршката, експедицијата нуди можност за реклама со поставување лого во рекламните материјали, покривање на социјалните мрежи и во медиумското информирање. Исто така, планинарите од Кочани се подготвени на својата облека да носат обележја на спонзорите или знаме што би било поставено на планинските врвови. Четворицата членови на клубот за планинарски спортови Москито се надеваат дека нивното барање ќе биде прифатено од кочанските стопанственици. Следува информацијата од спортот. Женскиот фудбалски клуб Кочани ги започна подготовките пред почетокот на есенскиот дел во првенството на првата фудбалска лига за жени. За сега се реализираат редовни тренинзи на стадионот Никола Мантов, а во план е и одигрување на неколку пријателски контролни надпревари. Пред стартот на првенството во првата македонска лига, фудбалерките на ЖФК Кочани ги започнаа подготовките на стадионот Никола Мантов. Поголемиот дел од екипата на тренерот Оливер Јовановски е редовна на тренинзите што се одвиваат секој ден, а неколкумина стандардни првотимки се уште го користат годишниот одмор, па на своите клубски другарки ќе им се приклучат за неколку дена. И покрај топлото време, пристапот кон подготовките е сериозен, а од стручниот штаб се задоволни од одзивот на тренинзите, поради што се очекува до стартот на првенството екипата да влезе во форма. Женскиот фудбалски клуб Кочани веќе 7 дена работи на подигнување на физичката подготвеност на екипата. Работиме на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани. Секој дневно имаме тренинзи од 18 часот и се надеваме дека оваа година успешно ќе дочекаме почетокот на првенството, кој е закажан за почетокот на септември 2017 година. Инаку во екипата останаа сите играчи од минатата сезона, немаме некои нови засилувања и со екипата се прекучени и девојчиња од младинската екипа и со тој фонд на играчи се надеваме дека ќе се бориме за висок дострел во првата женска фудбалска лига на Македонија. Во моментот тренинзите се одвиваат еднаш дневно, а во план е во вториот дел од подготвителниот период да се тренира и два пати, односно предпладне да се работи на тактички вежби на терен, а попладне предпладне да се работи и на тактички вежби на терен, а попладне на кондициони подготовки. Освен класичните тренинзи, предвидено е да се одиграат и контролни надпревари за проверка на уиграноста на тимот. Инаку во новата надпреварувачка сезона, првата фудбалска лига за жени ќе има зголемен број екипи, со што е засилена и конкуренцијата. Право на настап изборија и тимови од Македонска Каменица, Скопје и Тетово, со што во лигата ќе учествуваат вкупно 12 екипи.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.